денес, за разлика од други пати, нема ви пееме. Мислам, може ќе запееме нешто потаму, ако зависи пијачката што ќе речи, ама, пошто сме на сокче и на вода, веројатно нема пееме. Тука сме денес да испромовираме нешто што се случва во нашиот град Битолски и е нешто што мислам дека освен Скопје на друго место и го нема, така? Да, тука кај нас да. Значи, прво да го поздравите Александар Боровичанин, Скопинг, или јас кој што си го знам, Кулето. Фала многу, брат. Така, Фала ви и вас на поздравите. Што те поздравија, виде? Така. Од далеку. Да. Кажи ми сега, брат, лани прв пат организираше тату конвенција, на која за жал не можев да дојдам и годинава па нема да можам. За жал, пак нема да можеш да дојдиш, али нема врска, ете, тука си и ќе биде тоа документирано и ќе може да го испратиме позади малите екрани. А иначе да, лани беше првата година ја организиравме. Лани беше во Епинал, оваа година го имаме офицерскиот дом, така да ќе биде поголема за разлика од лани и по исполнета со програма во секој случај. Значи, интернационалната тату конвенција со компетитивен карактер, ќе имаме гости од целиот Балкан, над 40 тату артисти кои ќе се надпреваруваат во одредени категории во тетовирањето, секој ден по 2, 3, 4 категории. Ќе ги оценува жири, значи афирмирани и признати успешни и познати уметници од регионов и странство. Да, секој ден ќе имаме доделување на награди, ќе имаме некоја скромна музичка програма, значи ќе имаме и графити уметници исто од кај нас и од регионов на Балканов најверојатно оваа година, така да траиме 3 дена од 19, 20 и 21 јуни, афтер парти, при-парти и афтер парти секоја вечер ќе има во камарите. Програмата тек се изготвува, значи ќе знаеме во однос на музичката програма во камарите кој ќе биде како диџејски или бендашки настап, ќе видиме. Така да тоа е тоа горе-долу, исто така сабота, што е многу битно. Јапано не дојдете тука, сум сам, да го поздравиме Јапано за поздрав до него, за кар шоуто. Голема грешка ќе му клаевме на столче овде. Да, има кадри за него, ете пример ќе го поздрав фатеше. до кадри. Да, значи на 20 во сабота 20 јуни има исто кар шоу. Над 150-160 кастам коли, олтаймери и така натаму. Вреди да се види, да се посети. Мислам дека е најголемото кар шоу во државата. Мислам, ете ако не е така, нека ме коригират во коментари. Најголемо е чиме Битолско најголемо е тоа. И тоа е тоа. Тие траат само еден ден, тоа ќе биде 20 јуни сабота, а вечерта кај нив ќе бидат со концертен настап 2 бона. Афтер парти пак ќе си одиме во камарите. Така си одито. Јако памтам лани кога го правевте прв пат муавето, бев случајно и јас на кафе. Значи, пример се видовме 2 пати годината и немавме време ти патувања ваму таму. И тогаш кога се видовме, буквално беше во тој момент кога се договараа работите. Да. И многу ми е мера горат што организираше ваков настан, пошто прво вакво нешто кај нас немало досега и се надам дека ова ќе опстои како традиција. Друго исто така ми е мерак што се поврзавте со Јапоно и што го правите нештото тука здружено, кога ќе многу малце соработки има овде кај нас. Кога ќе има соработка, многу поќе цутат работите за сите. Има многу коли убави, има многу артисти одлични и кога се спојат работите да не правите некоја колаборација, земите да ичкртате нешто таму. Некој количе да му ичкртате. Да, ете, уво што спомна онака, најверојатно ќе има кола, значи што ќе биде обезбедена од нив, а графити артисти од нашата конвенција ќе тоа е соработка. Да, тоа е вистинска соработка, точно. Браво. И кај ќе заврши колата, не знам, тоа го оставам на Јапано, ќе му најди чаре, ќе му најди крај во секој случај. Може да биде подарок, дел од нивната програма, не знам, али да, ќе има и таков момент. Јас да ти кажам право, би те дојсол мојата,
Пошто е за бојадисвање. Реално нема сгрешиш, брат. Ама кузе што ќе ми нацртате, не знам, ми е шубе да ти кажем право. После ќе ме препознават по градот, ќе речат тебе го цртани овој. Така, ама и онака ќе ти искртана, па што ќе му направат, освен да ти ја изгребат од љубомора, мислам. Што ги изгребат. За гребење, јас ќе си изгребам сам, не е проблем. Да, бе, брат. Многу лесно правиме. Реално спонтано се поклопивме скроз, ама како да така требало да биде, пошто скроз се поклопваме некако и баш си одговараме како шоу, кар шоу со тату шоу, онака некако баш се исполнуваат програмата. Тој си работи на неговата програма, јас си работам на мојата програма, али се супортаме едни со други и се координираме во однос на датумите, кога треба да бидиме. Така да, заедно секојаш, што викаш, ако се крепиме битолски, може многу. А Битола како град има многу уметници, многу артисти, сликари, не знам, диџеи, бендои, музичари, знаеш ти сами од така натаму. Има. Само некако ризница сме овде, само да. Малце така сме како народ сме, онака, знаеш, ајде, чекај сега, тргани, застани, држ, не дај. Мислам дека некако не си го цениме своето, ете, баш тоа сум го приметил. Јас шо и да се дешава во Битола, некако не го доживуваме како нешто кизне шоа, да се дешава истото во друг град, да не речам во главниот град, некако, тоа е таму и одиме сите, дури од тука ќе одиме таму заради тоа што е, не знам, тоа таму на некој начин. А овде, без разлика на квалитетниот евент или кој артист да дојде, онака, некако него, да не зборам за локални артисти и локална поддршка. Значи, градот, локална поддршка, супорт на артистите во градот. Има премногу, само, и плюс млади, амбициозни, само му треба онака некој да ги турни. А тој некој... А кој е тој некој? Нека се јави. Тука е прашањето. Ете, бараме некој што ќе не турка. Така, бараме туркач, цена поволно. Особено ми се бендисва што интернационален настан. Како успеа да дојдиш во контакт со толку многу луѓе од странство и да ги донесиш тука? Па вака, јас последниве мислам, короната, измеѓу короната и тие измеѓу локдаун периоди што беа, јас наоѓав пак време горе-долу да одам надвор да патувам, додам на конвенции, надпревари, на гест под гостувања во други студија низ Европа и така натаму. Така да периодов, мислам околу 5-6 години уназад, запознав многу луѓе, ради тоа што сум движел наоколу и сум стекнал некој респект или некое поштовање кај луѓето што сум ги запознал. Идејата за да организирам конвенција не е онака баш рандом преку ноќ, него едноставно приметив прилика дека можам да направам нешто, а тоа да биде горе-долу добро и покрај другото, се што правиме, го правиме од душа. Програмата може да биде секоја година се поголема и поголема. Покрај другото работиме и со хендмейд артисти, исто ова прилика ја користам да поканам и хендмейд артисти кои би сакале да дојдат и да си ги испромовираат своите, не знам, креации или уметнички творби кои ги создават. Пошто реално не можам да испратам занаетчиската комора и кој какви ракотворби создава. Не знам ни кај треба да му испратам покана, така да ете, ова може да биде поофицијална покана. Да, бе, ќе си видат кој сака, кој има мерак да си дојде. Отворени сме за соработка од многу страни и аспекти, така да не знам, ако некој се осети дека припаѓа тука со делот со презентација на својата уметност, може да ни сконтактира, добре дојдене, а исто така тој што мисли дека би сакал да дојде и да не посети, да види тоа све како и што се дешава, исто е добре дојден. Значи од отворен тип, не е ова сајм или семинар што ќе биде затворен меѓу нас, него е отворен и за посетители. Нема карти, нема марти, такви работи. Карти може да има, али тоа ќе биде чисто символична цена. Мавање јас. Кај шо воли дире. Не, да, брат, реално. Се шал. Најверојатно ќе биде некоја столче, сваѓаш 100 денари онака, мислам, кафе пари, така? Да, бе, кафе пари, чисто брат да се плати обезбедување и да се подмират ете некој тука тоалетна хартија, нешто. Да, вода, газирана. Боже, немаме некој спонзор со тие водите газирани? Па вака, ете, са покрај другото, да. Реално, малце, ете, и тоа е битолски малку тука контраверзно, малку контраверзно, во секој случај малку има луѓе што не...
Па, да, окей, види, има луѓе што не сваќаат како идеја и што не поддржваат и скроз респект до нив онака, значи поштовање од сам старт, пошто сепак е нешто што се дешава прв пат во Битола, а можда втор, трет, четврт пат во државата како и да е, и некако на битолските фирми му е тешко да му доловиш целата приказна, ама па дел и од нив можда некако не може да се поврзат со тетовирањето. Али покрај другото ова е голема програма, не? Тетовирањето е главна програма, да, ама имаме елементи уметнички многу. Така да се надевам дека во иднина ќе соработуваме со повеќе спонзори покрај другото. Ќе има увоз овие работи. Да. Иначе не е само за тетовирањето, брат. Значи, ако правиме реално муавет, јас ти си кажам од моја перспектива. Мислам, кажи Во му. Битола, не само во Битола, во Македонија општо, ама кај нас особено во Битола, нема многу слух за било шо кога се работи за спонзорство. Значи, луѓето порано работите поинакви. Имаше некои закони таму со ослободување даноци ова она, и зато даваја многу пари луѓето спонзорства, заради тоа што имаа некаков ќар од тоа. Па и сега мислам дека има. Сега не знам, мисламе дека е Има. сменат тој законо и заради тоа некако престанаа спонзорствата и почнаа луѓето да мерат се финансиски како е, шо е, па буџетот не е испланиран, па не е испланиран, па ќе ти речи да ти дам производи, продај си ги. А јас не сум продавник. Така, да отворам тобако, ако не ако не една продавник теска ќе да да отвориме. отвориме. Што муаве. Мислам, јас разбирам дека секој си го гледа ќарот и Да. интересот си го гледа. Пример, може да вие не сте настан за, не знам, за деца или за нешто па такви производи, ама па за секој настан има производи, има фирми што би можеле многу лесно да влезат во приказната, само што Да. нема слух. Кај нас сите сакат на готово, сите сакат проектот да е готов, да е многу убав. Да, и да е успешен И да е едно 5, успешен, 8, 10 тогаш години. може да ви дајме. Тоа е, брат, со спонзори, да имаше спонзори, да ти кажам право, и јас ќе клаев тука, наместо во чаша ќе клаев шише овде, Да, не бе, знам, јасно, брат, млеко, јасно. што да е. Знаеш како? Затоа е масата, ама Така нема, е, брат, така сите сакат буквално не на готово, туку на веќе изграден производ да влезат некако. Никој не ки да гради со тебе. Некако како да нема менаџери добри да препознаат квалитет или квалитетен продукт. Сваќаш? Најчесто тие што веќе добиваат спонзорства, проекти или што се под општински фестивали, најверојатно или најчесто се фестивали што траат со години. Океј, супер топ. Ама мислам дека некако се сменија времењата и дека време е за промена во однос на таа фестивалска програма во градот. Ме разбираш? Дефинитивно. Значи, океј, ама дај видете и други деца, онака, други идеи, креативности. Знаеш, да не биде она истото што било 30 години, уште истото. Дај онака, Така е. одврзете ги малце очите, а и Ама- буџетот. Се е генерично, бе, брат. Значи ги прат работите заради тоа што така се праеле. Не дека имат некој фидбек, туку најверојатно имат некаков ќар во приказната и сето тоа што е договорено се враќа во некој џеб. Иначе Да. би биле работите поинакви. Оти веќе убаво си рече, нови времења се, нови генерации се во Така. прашање, многу поинаку функционираат работите. Само кога ќе има слух за нас помладите, остаревме помладите и Така. никако нема слух, па тек за овие што идат можда ќе биде А. поарно. Офицерски ќе го имате двата спрата и дворо и све Да. комплет. Значи, цел офицерски го имаме, со се Маша. двор, со се све. Поздрав до офицерски, поздрав до директорот и целата администрација што го Браво. води офицерски. Значи, скроз со еден муавет. Види, има луѓе во градов. Не велам дека нема, али тешко е Нормално. некако да му ја презентираш идејата. Зависи, брат, примерете, ти конкретно години, брат, работиш вакви проекти. Значи, не ти е тебе, ајде, окей, мене ми е втора година, ама ти со години, брат, работиш вакви проекти, ти она, као битолчанец си. Мене најверојатно ми треба малце повеќе време, 2, 3, Да, да. 4 години да направам успешен проект, па некако ме разбираш. И мислам дека, пак, благодарение на офицерски, мислам дека ќе бидеме на подобра локација годинава, кај што ќе имаме поголем промет на посетители и ќе привлечеме поголема внимание или Да, и ќе имате поќе
артисти, поќе работи ќе се случват, ќе имате Да. видео, аудио, ќе можат луѓето си видат и накнадно што било. Да, точно. И веќе ќе имате производ што ќе можете да го презентирате како што треба. Да. Затоа треба да има некој да го препознае нештото. Јас мислам, затоа е битно фирмите да имат, не знам, соодветни маркетинг луѓе и менаџери, што ќе препознат што е интересно и актуелно овој период сега, така да одвојат средства од буџетот за да го користат во делот маркетинг на различни платформи и медиуми и артисти и така натаму. И да си ги отворат хоризонтите Да. малце. Знаеш како, мило ми е што го правите нештото буквално од нула и што носите и странци. Значи, буквално сте амбасадори на државата во странство, пошто Да, сите да. тие што ќе дојдат, ќе можат да видат Битола во едно ултрамодерно светло и особено што е споено пример со кар шоу и што баш тој сабота се паѓа главниот ден да речам. Сабота е, да, На кар 20. шоуто и сабота е нашиот втор ден од конвенцијата. Значи Битола буквално ќе биде еден урбан хепенинг цела Битола Да. и тој ќе биде многу убаво пошто ќе има и странци од нашите што се вратени, ќе да. има и странци за шоуата и за кар шоуто Да, и за да, вашето. Во едно поинаково светло ќе се види Битола дури и од нашите граѓани, Точно, со граѓани. точно. Тоа ме бендисва многу, зато сакав да си седниме, си направиме муавет, ти ко правиме муавет, ми викаш ќе ме тераш да пеам, не те терам. Иако беше рапер едно време, дури снимавме некоја песна, Да, никако да. никако да го изваиме само. Ништо ќе му го пуштиш бекап некој, Не, дори да, се правиме муавет. Не те гибам, не те терам да рапуваш, ми е мерак што правиш нешто вакво и што си го одбрал нашиот град за да го направиш, пошто си можел било каде, бе, знаеш, одиш Германија, одиш ваму таму, тетовираш, соработваш и така натаму, си можел било каде да бидиш. Мило ми е што си остана тука, што си функционираш и што си го работиш тоа што го сакаш и што Најбитно е тоа. напредваш цело време. Тоа е најбитно од Да, сето. Ти знаеш, има луѓе што ќе почне едно, не оди, ќе почне друго, не, ќе стагнира, ќе тргни, ќе застане, ама ти си го буквално си одиш чекор по чекор, полека. Абе да не ти изгасни она желбата, знаеш, страста кон нештото да не ти изгаси, без разлика, не знам колку си постигнал, колку време си го работел нештото, онака да не ти издосади гитарата, брат, онака никогаш во животот да ете са, гледаш, ја земаш гитарата, а знаеш дека нема да пееме и да свириме. Ви така, ама Ама ја вака ми е зеде, некако убаво ми е Така вака. си ја гушна. Па тоа е тоа, брат, тоа е муабетот, да не ја изгубиш желбата за да создаваш онака. Дури некогаш ако ти дојди онака преку, олавај брат, оди две недели, месец дена негде, одахни, врати се, врати. Не можеш, брат. Тоа е тоа. Не можеш. Значи, не знам како му е на другите луѓе. Уметниците ќе разберат, без разлика во која уметност. Немам да сватам како на луѓе му поминва желбата. Значи, никој не те тера, не те приморва ти нон-стоп нешто да создаваш, ама желбата што гори внатре, кај мене, например, лично, никогаш нема да престани да гори желбата за музика, желбата за добар контент, за добра дружба. Дали тоа ќе биде нешто што ќе сакам да го направам, дали ќе го напишам, дали ќе си свирнам подома, што да е. Може нема да свирнам една недела ништо. Да, бе, да. Ама внатре во Го душата имаш. огнот си тлеи, си гори. И шо и да се дешава во векот, значи без разлика што се случва, најлошите, не дај Боже, ствари да се случват, ова секогаш ќе биде излез. Дали ова, дали пијаното, дали шо и да е. Можам, мене, иако сум човек што работи со технологија цело време, буквално в планина да ме остеш, и не мора ни ова да го имам. Значи, буквално така сам да сум в планина, ќе си свиркам цело време, ќе си подпевнувам, ќе си така ми е Да, наравот, да, од абе. дедо ми останато онака. Ама не ти остана. Скроз, значи возам в кола, тоа се смееме со Милена. Возам в кола и си свиркам, самиот пример. Возам и ќе си тераш некое песниче и ваков сум во муцката цело време, тие не ме слушаат однадвор луѓето и кој да ме види, ваков сум онака. Ке реча тој бакнежи пушна во Така. луѓето. Брат, Скроз. исто, скроз те разбирам и кога ми е онака тешко некојаш, окей, сад има периоди кога не ни е баш погодено све во Слава животот, Богу, нормално. нормално. И има периоди, пошто ете, тебе ти треба да гитарчето да си свиркаш, а мене ми треба, брат, да дојде некој човек и да го тетовирам, сваѓаш.
Јас цртам и други работи настрана од тетовирањето, све супер, топ, окей, ама во главно тетовирање, така и се треба да дојде некој брат, а тој некој можда не ми е близок, можда ми е само рандом клиент. Во тие моменти, можеш мене да не ми се збора, брат, да не ми се прави муавет, едноставно да не ни ми се црта, брат, не ни ми се работи. Имам опција да одложам и да не работам. Мислам, ако стварно не можам, ако моето, не знам, ако то како се осеќам влија и врз квалитетот на работата што ќе ја понудам во тој момент, поубаво да одложам. Да. Али само ти кажам дека колку и да ми е, не знам, расипан денот, кога ќе одам да тетовирам, првиот пола сат може да не ми се збора и све остало, влегвам брат внатре, почнувам да тетовирам, после пола сат ја заборавам на све останато и понака баш уживам во тоа што го прам. Влегваш Така во филмо ма толку, да, едноставно пола сат време заборавам на се друго, така си. тоа е тоа. Така И едноставно кога ќе завршам ќе ми текне и да, ама тоа беше веќе касно, си легнуваме, спиеме, а утре нов ден. Греото е со вчерашните проблеми Да се замараме. Така е. Здравје е уметност. Значи, не знам, на сите му препорачвам од секогаш. Дури ко предав во школи низ Скопјето, го правев муавето со родители, знаеш, ќе дојде, абе не знам дали го бива детето, абе небитно, ти пушти го. Да. На музичко, приватно, неприватно, кај сакаш пушти го, нека се, ако ништо друго, нека се дружи со другите ученици. Нека развива некоја моторика Да, бе, брат. на раце, на шо и да е. Чисто креативниот дел од мозокот малку да го активира. Значи, не знам дали приметваш, ама дури зборам цело време или тропкам нешто или она. Несвесно ми е. Така ми иди однатре. Да, бе, да. И тоа е многу убаво. Знаеш, можда не е убаво дури збораш, може да одзема внимание по некојаш и така натаму. Некој Многу пати знам растрест. да се заборам. Ама многу е убав за внатрешниот мир, за духот. Јас никогаш кога ме видат, стално си расположен. Не сум стално, ама тој ми е начинот. Знаеш, Да, бе, да. ќе си навлезам јас негде во музиката, Си ќе ми фати функционираш. некоја нота глата негде и толку е брат, заборавам на Цел се ден останато. онака на Лезе. 90 BPM Скроз, си го возиш. смут. Види, битно е брат и креативноста, онака креативниот дел, пошто не мора тој да е музичар, пејач или да има, не знам, предиспозиции или таленти да биде сликар, да биде, не знам, гитарист или тапанар или било шо. Чисто со будењето на креативниот дел од мозокот, тој ќе се пронајде утре за утре кај припаѓа. Ме разбираш? Значи, може и електроенергетичар да биде, ама Така е. креативен, да не е онака. Значи, тој може да склопи нешто или не знам како ќе објаснам. Иновативно, едноставно. А Така. креативниот дел од мозокот е многу битна работа, брат. Многу битна. Ме интересира што најмногу ти прави мерак тебе да нацрташ. Мислам, не шо, пример, гитара, него во смисла, Да, не, кој стил најмногу точно. ти прави мерак? Види, па тоа што го постирам, тоа што го објавувам последни неколку години, тоа ми е валјда најмногу кејф. Ама Графити стил. па графити, види, колореализам, во главно е колореализам со некоја графити бекграунд позадина, пошто ето сум спомнал и на други места, тој сум јас, веќе не ли идам од графити и се не можам пример да застанам идеолошки позади некој друг стил што не е блиску до мене, не е мој. А во однос на основата е колор реализам, што според мене е еден од најтешките стилови на тетовирање и на цртање воопшто, и тоа ми направи предизвик да одам да го осовладам тој стил. И плюс кога е колор, тоаш е, да речам, као не се лимитирани можностите во однос на комбинирање на бои, палета, топли, ладни, монохром, комбинација, реализам, едноставно и тука креативниот дел, точно, само склопваш. И покрај другото, се кастом дизајни, не е копија, значи не е нешто што е замено или што го има друг. Може пример да биде инспирирано од негде, ама не е она истото. И покрај другото, мислам, ова го работам и ова го дизајнирам, ама работам и black and grey онака, црно-бели и по-симпл тетоважи, иако откако почнав да објавувам тетоважи во боја и да речам да се градам стилски, да се ориентирам стилски, некако луѓето почна да мислат дека само то го работам. Па да некојаш и како сакам некој black and grey добар, онака да си фатам црно-бело, да си сенчам цел ден у бајни. Ќе направиме нешто Да. такво, и остај та работа. Така да, тоа е тоа. Шу.
Бендисва, кажи ми дали ти ќе имаш штанд на твојот настан Да, ки или имаш планираш штанд. да видиш да растрчваш наваму Види, натаму? точно. Нема да цртам и да се надпреварувам, ама имаме ние штант и артистите што се кај мене во студио, ќе си работат, мислам тие ќе се надпреваруваат покрај другото, а и ќе бидеме отворени за walking на некој начин. И покрај другото, ето ова не го спомнавме, значи конвенцијата е види? исто отворена и сите артисти што идат од странство, што се тука во Битола овие неколку дена, дури трај конвенцијата, значи дел од нив си носат модели или си носат клиенти, а дел од нив едноставно може да бараат модел или клиент, зависно од артистот, така да локалците, битолчани или од регионов, значи покрај другото, и да не е онака баш на модел, може едноставно, ако види некој артист како работи и му се свиѓа стилот или сака да има тетоважа од артистот, не знам, од Германија, вместо да оди тој во Германија да си прави тетоважа кај него, има прилика да си ја прави тетоважа тука, во Битола, пошто тој артист ќе биде овде. И покрај другото, најчесто цените се прилагодени на нашиот стандард. Значи нема тој да добие цена според германски стандард, нема ќе добие цена според наш стандард. Така да и покрај другото, и да не ете некој фанатик на некој големи проекти и парчиња со кои што тој артист би одел на компетиција или би одел на надпревар со таа тетоважа, може да најди артист кој би можел да биде слободен, дали еден од или два од трите дена, или некој може да дојди само да си црта такви малечки тетоважи, во главно, ако некој сака да се тетовира кај некој од конвенцијата, значи слободно може да го исконтактира, да си стапи во контакт онака и ќе си разменат мислења и да. Имате објавено негде? Тие се објавени на Инстаграм профилот Bitola Tattoo Convention, значи секој артист што иде е објавен, така да луѓето можат слободно да видат кој идат. И ако ги интересира, да Да. си договори. Да, слободно може да си договори онака баш. Шу. Да. Уба работа, човек, ти текнува гледаш некој, овај лудница, тето е, ај Да. ќе молам, и шан. Да. Да, бе, тука ти на иди, лице рачунај. место. Точно. Дома ти иди во Дома дворот. ти иди, може да се тетовираш ти. Плюс има некои што се кајте како колекционери на тетоважи. Не знам, ете, ногата да. си ја цртам јас од различни артисти по некое стикерче. И тука ете секоја година, мислам, горе долу идат делот, мислам, поголем дел, скоро да, поголем дел од нашата земја, али идат и од другиве околни европски земји. Така да секоја година може да начекаш ти некој различен артист што би сакал да имаш тетоважа од него. Ако си колекционер, не знам, ако си собираш стикерчиња. Шу. Има Да. баги што се собират така. Има, мене ми е кејф, не знам, ете, ногата си цртам од време на време, кога ќе ми дојди нешто, кога ќе видам нешто интересно, да, Се сеќам то пчелчето кога го црташе да, сам кога чкрапаше тука. да. А ти го снимаше? Да, Ти да. текнува? Се сеќам се, одамна беше, ама Беше одамна. Лета времето, брат. сега времето. Така. Море шу. Да не има уште нешто што заборавивме да кажеме сега. То сигурно, брат. Ама знаеш кога ќе ми текне? Здравие По Боже. послем, на кога си одам дома, конвенција. да, утре. Еј, после на телефон, аве за ова не кажавме. Да. Аве што ќе се привратиш пак, што е кај си. Таман работа, брат, тука сме То не е затоа што проблем. збориш. Муавето ми е што и да имаш понатаму, знаеш дека вратата ти е отворена. Фала, брат. Студиото го имаш видено ше пред да биде вакво. Да, точно. И така што кога сакаш, може да си повелиш слободно и да си кажеш што имаш да си кажеш на душата. Ако ти текни некоја песна да извеш понатаму, ќе си дојдеш пак и то исто ќе си Можно е, да, да. промовираме. Можно е, ме фаќа носталгија некојаш вака, сам микрофонот тука пред мене кој нешто се. Те фаќа, абе имаше нешто рап филмови сега ова, она ојде на филмо позбора, малце стрит вандализам ти реков ми рече и почна малце да И влечи одма, назад. брат. Фристайли послем дома. Значи Јако. тебе може ти иди да си свиркаш, а мене ми иди она рими Влегваш цело време, директно. да, панчеви тука. Ме Рафали, бендис- дур се туширам. ме Битбоксај. бендисва. Дај Боже да излези нешто, брат, нека има Да, бе, музиче. да, здрави живи, брат, лававко. Не треба да се форсирајте то. Не. Уметноста не треба да се форсира. Дефинитивно, кога ќе му Тоа е дојди времето, тогаш. Јас имам песни од пред 15 години, уште ги немам изваено, ама не му е денот дојден, Да. ќе му дојди денот тогаш. Да. Здравие Боже, звер. Фала ти што ми дојде. Да, фала ти уште еднаш. Убав муавет си направивме. Фала ти да што ме покани. Кај поканим уште еднаш сите да ни дојдат.
Рече 19, 20 и 21 јуни. И јуни, точно. Петок, сабота и недела е конвенцијата, секој ден имаме after party, така да тоа е тоа. Мислам дека стварно ќе биде интересна содржина за луѓето да видат, пошто не секој ден и не секој има прилика да гледат онака луѓе како тетовират. Има и покрај другото колаборации, пример, двајца артисти работат еден истовремено. Некојаш тројца артисти работат еден истовремено. Тоа се три различни стила во еден дизајн и одат на надпревар покрај другото. И сега кога ќе одиш на надпревар, кога те нацртат, ќе треба му излезиш вака со нацртаното танк. Да, да те ќе гледат му луѓе. да, онака Да идат детали бикини, вака да топлес, да. Ќе има голоти ако некој сака да гледа голо. Мажи, сега кога жени, се значи. наполни. Да. ќе Па видиш затоа кажав на крај. Голотија за стотче. Оди. Така. Значи јас дефинитивно нема да идам. Не, се шалам. Јас дипсум на одмор, иначе стварно ми беше мерак. Да, требаше да бидеш тука, брат, Ама јеби го. така се погоди малио, мора да го однесиме, брат. Ако. Тоа ми е померак, да ти Ова ти кажам е искрено. првиот одмор, така? Прв одмор со малио, мора да Брат, го однесиме. треба да си помините. Да море малце да го фрлиме во водата, се плашат луѓето околу. Немој бе, Така. мало. Фала ти што ми дојде. Фала ти тебе, брат. Си олабајвме малце и се надевам дека и вие си олабајвте малце. Знам дека без музика бевме денес. Ама знаеш како, зато лабаво се вика емисијата, пошто не мора да има некој концепт. Така лабаво, брат. Сакаш седиш, сакаш свириш, сакаш пееш, сакаш збораш, сакаш ќутиш, некој Што сакаш правиш. ме. Тешко со мене да ќутиш, ама добро. Така што фала ви што бевте тука. Се надевам дека наредна емисија ќе посвириме малце и се надевам дека и вие ќе ни присуствувате. Поздрав и имајте убав ден.